Клучете риба во редовните оброци, сардината, супер здрава храна за сите, ќе каже почитуваната наша Цвета Динева. Некои 25 минути ова ќе биде повторно час по едукација, токму од оваа наша дама, која што мислам дека е баш еден протагонист, што се вели, што се протнува во нашето секојдневие и мислам дека е дама која што баш ја чувствуваме како да ни е дома, која ќе си ги завалка на што се вели рацете во кујна и ќе го направи тој деликатес најбав на свет. Така што ова издание на Оброкот на денот, прв пат оваа сезона, нашата Цвета ни е пристигната и таа ми вели овој пат сезоната ја отвораме со сардините. Тоа ќе биде супер храна, денеска ќе го објасни протоколот на доктор Бос. Да, така. Тоа да ја вклучиме сардината во сите три редовни оброци во текот на денот. Јас си велам на Цеце. Тоа е во протокол. Во протокол, да, велам да не многу, ќе објаснам седене. Само слушате ме внимателно. Добро ми дојде во новата сезона на Утреска. Добре ме најдов. Многу убава најава, браво. Ти благодарам. Значи не само за сардината, ќе зборуваме и значењето за нашето здравје на сите есенски плодови. Еве ги есенските плодови, вообичаено се вели, ама добро, се прават турши зимници општо земено и се е тоа во ред и тоа го прифаќам и го сакам, и јас сакам кисела туршија да си касна, мајварче, љутеничка, што и да е, да не ги набројувам, алиџано и така натаму, но не е точно дека нема што свежо салата да се јаде преку зимата. Затоа што она што ќе го јадеме како свежо, ни оддалеку не може силата негова да се спореди со туршијата. Значи, во смисол на нашето здравје треба да сватиме цела зима имаме зелка, цела зима имаме кромит, имаме прас, се крие овде. Макдоналдс, тука ставивме малце. Макдоналдсот веќе да не правиме муабет. 365 дена во годината. И во сакси и било каде. Секако може да го имаме, да. Свеклото ни е присутно. Исто така цело зима, а за морково да не правиме муабет. Овие само некои три основни нешта, а инаку сега излегуваат оние трупки бели со розево, па црни од надвор, бели внатре, па оние рдоквите што ги викаме чичока и така натаму, личат на ѓумбир. Милион подземни плодови ни се на располагање преку цела зима. Тие се акумулација на сончевата сила, акумулација на процесот на фотосинтеза, собрано минерали, витамини во овие плодови сега што се под земја и затоа ни се на располагање цела зима. Силни, јаки, она што ни е потребно во зимото, бидејќи немаме сонце, акумулирано сонце имаме во овие плодови. И едноставно тоа треба на вистина да го сватиме. Пак ќе речем, зимниците сосема се во ред, ако се посебно и поздраво подготвени, како и да е, но да не ги тргнеме настрана овие плодови есенско-зимски, да речем, кои што се полни со здравје. Мала дигресија околу туршијата. Киселоста знае да направи проблем во дигестијата кај многумина? Кај многумина, да, дефинитивно. И имаат проблем, и знаат дека имаат, ама тоа е толку вкусно и убавко. Па што да ти кажам? Кој би можел да остане равнодушен? Кој би можел? Тоа е целата работа што не влече вкусот на туршијата. И мене лично, јас не правам турши. Ке те прашав, да. Ама не. Ја избегнуваш таа традиција? Не ја избегнувам, јас едноставно и немам време да правам, затоа што сум преангажиран. Од една страна, од друга страна, па има на денешно време и да се купат во маркетите, фино подготвени, здраво подготвени. Така да па и некој ќе се сожали, ќе ми рече, ај, ќе ти донесам една кила. А ги имаш околу тебе. Цеце, зошто се препрачува сериозно сега? Ајде малку околу рибите уопште. Ако се вратиме на почетоците на литературата, изнесување на риба во секојдневна исхрана, главната нутритивна вредност. Значи, општо земено, сите риби, вака, ние, морам да кажам основата на нештата. Ние страдаме од болести, дали дегенеративни, автоимуни, малигни заболувања и така натаму, заради одредени дисбаланси во нашето тело. Дисбаланс на pH факторот, се повеќе закиселен организам, дели, алкална храна е само свежата. И не може никој да ми каже дека свежа храна над 50% дневно не сува. Ретки се тие. Така? И тука дисбаланс на pH факторот носи болести. Но и дисбаланс меѓу омега-3 и омега-6 есенцијални масни киселини, кои треба да ги земеме исклучиво преку уста, преку храната, има дисбаланс. За жал, предоминантна омега-6, онаа што е воспалителната, а таа омега-6 ја има во се нешто што ќе ставиш во уста, што и да ми спомнеш, ќе ти кажам,
содржи омега-6. Омега-3 е во недостиг. Треба 1:3 да биде 1 на една молекула, да речеме омега-3, 3 молекули омега-6. Овој начин на живење, овој начин иска да донесе до 1 према над 30. Лабораторија има во Норвешка, која тоа го утврдува колку е соодносот на омега-3 и омега-6 и ти кажуваат кои се болести потенцијално може да ги развие твоето тело према тој сооднос. Ако не го испожете ова како референтна вредност. Дај малку преку храната ние тој дисбаланс да го горе-доле доведеме до некаква нормала, апсолутна нормала. Не може да има некаква нормала, може да го доведеме. Каде се крие омега-3? Порано била и во месото, и во јајцата. Зошто? Затоа што стоката пасела трева. Од земјата е земела преку тревата омега-3 од земјата. Сега се хранат со пченка соја, доминантно омега-6 во таа храна на животните. И автоматски ти имаш месо или било што млечен производ во кој доминира омега-6. Каде е сега, ајде да се вратиме, но на каде ние да си ја најдеме омега-3. Јас сезонава сега почна есенска, на сите им препорачувам супена лажица рибино масло наутро, на гладно со некоја капка лимонче, малку вода, да едноставно како суплемент. Чистилиште утринско. Да, утринско и чистилиште, но и снабдување на она што ние во дефицит, а тоа е таа омега-3. Значи, или некој што не го поднесува, нека си земе омега-3 како таблетка, ампула, што да е небитно. И ја завршува работата во секој случај. Ајде сега пак моркова, да направиме еден колорит, да не биде фино тука, привлечно на око. Така. Еве ја есенско-зимска салата, основна, има мал милион други работи што може да се додадат на салатата и да биде нешто за уживање, а исклучително здраво. Именно сега периодов дефинитивно ќе направиме неколку убави емисии со тебе и едукативни апропо нели за овие есенски изданија. И зад камерите прашав, нели, секој пат постои мит вистина која храна, особено нели риба треба да се внесува, која е најдобра за редовна конзумација и зошто. Ти секој пат ги препорачуваш сардините, најпростите мислам најпростите работи. Сардините, ако нешто ми е мене синоним ми е цетадинева. Мислам години колку што правиме, да речеме со тебе оброк на денот, сардините ти се обавезни во кујните. Така е. Сардината зошто е најдобра? Прво и основно, ние целото човештво веќе страда со тоа што зема храна полна со отрови, со тешки метали. Големите риби, не знам, кој да е риба, да не ги набројувам, има, за жал, впиваат во себе многу тешки метали. И ти кога ја јадеш, го внесуваш тој тежок метал во тебе. А што значи тежок метал? И покрај тоа што ќе го обработиме во печење, тавче, не, тој си останува. А што значи тежок метал? По дефолт значи болест. Така. Сега, сардината е мала риба која има краток век на живење, покрај тоа се храни само со планктон. Значи, речи си дека нема воопшто тешки метали во состав на незиното месо. И затоа прво е и основно тоа што е чиста здрава храна во однос на незагаденост со тешки метали. Тука би ја внела и скушата, бидејќи ова е веќе тука скуша. Прекрасна, јака риба што се види. Да, јака риба. Обично овие риби мирисаат многу. Зошто мирисаат многу? Затоа што содржат големо количество на она што до преска го зборев, омега-3 есенцијална масна киселина, и тоа во оние две форми кои едноставно многу лесно се вградуваат во нашата клетка, она што е потребно на мозокот, на срцето, на крвните, на се. Сега да не набројувам, буквално на се. Чекај се малци од празов да ставам овдека. Да, и празот се си го имаме на располагање. Замрзнат го има в дома, да ти кажам, нема свеж во моментот, ама заради колорит тука на малку да му додадеме таа. Да, малку да направиме да биде интересно. И Макдоналдс чебака, и тука малку, и со оваа салата останува, како заборавив еве, што е наутот? Што е наутот? Протеин. Неверојатен протеин. Протеин од растително потекло, кој многу се користи во, да речеме, Словенија, Хрватска, буквално како една од основните нивни храни. И јас многу го препорачувам и брашно од леблебија. Нели, тоа е исто. Јасно, истото, Милена. Како брашно од леблебија? Ќе си купиш леблебија, што се грицка,
она со, кажи го, со суво грозие, ставаш леблебијата во блендер, мелеш, брашното го имаме. ја ставаш во, кажи го, цедилка, сееш и добиваш брашно. Брашното од леблебија е протеин, веќе е обработено, така да никаков проблем не прави на дигестивниот тракт, напротив, дава само бенефит. И еве моја препорака во овие неколку минути, купете си леблебија, направете си брашно од леблебија, ќе бидете среќни, може да ги згуснувате манџите. И особено за луѓе кои што не јадат месо, добра замена е наутот. Значи, протеин невиден. Да. Водата од ова, од, кажи го, наутот, кога се вари, се вика аквафаба. Ја користиш Таа за? е полна протеин, се прави мајонез од незе. Ставаш водата од... Индиски ориви додаваме? Не. Може, тоа е веќе алтернативно. Јасно, добро. Алтернативно. Значи имаме водата од наутот? Вода, да речеме, 1/3 во една шолја од водата, аквафаба, исклучиво во фрижидер да биде, и 2 дела додаваш маслиново масло. Додаваш сенф малку, солца, цедено лимон и одиш на блендер. Врп со тоа блендерчето и за неколку секунди, за 3-40 секунди. Треба да отстои водата од наутот неколку часа во фрижидер? Значи во фрижидер да биде студен. Добро. Значи вариш наут, сиров наут, или оттегла готови водата од готовиот наут. И студена, за да ја ставиш да се изработи. Готово. И што да ти кажам? Бидејќи чисто ја фрлам, таман. Видиш, сега нема да ја фрлаш, ете ти. Ништо не се храна, ништо не се фрла кај наша цеца. Инаку, се уште постои, ова ти го кажам најискрено и во моето обкружување, нели, мит вистина, зошто конзервирана риба, дека нели конзерва, зошто конзерва? Денешните конзерви се на вистина здрави. Генерално тие, и тоа малку тие поскапите, ке си прочитате, си има на декларацијата, се си пишува што и како е, и затоа да не ја откажуваме конзервата риба, посебно сардина, нема ова е причина скушата. за загриженост, дека е конзерва. Нема причина за загриженост. И од друга страна, јас видов лично во нашите маркети се продава сардина замрзната. Па и повелете, земете си сардина замрзната, подгответе си ја вие во рерна, многу лесно и едноставно, и да ја направите многу вкусна, затоа што ако не ти е нешто вкусно, нели, нешто не го сапиш. И толку. И тоа е работата. Со сила не бива. Убајна не бива. Значи, замрзнатата и не мора толку многу да се одмрзне е доволно, и во една длабока чинија да и се додаде. Оваква сол нема потреба, бидејќи па да, има потреба. Има сол, содржи во себе и јод, содржи многу сардината, што е многу битно за работа на тироидната жлезда, страшно многу. Многу нешта содржи, ќе ги кажам, но како да се подготви кога е замрзната. Ќе се стави малку кари, малку суви тревки, маслиново масло, ќе се истиска лимонче и после тоа да отстои малку и само на хартија за печење во рерна или во ерфраер јајсо здравје. И добиваш исклучително, да. Еве сега јас ги додавам овие работи, ова ми е празот кој што ми беше замрзнат, нема свеж, пак ќе кажам. Значи се јаде со многу кромит, посебно виолетов не најдов, оној црвен кромит, инаку уште подобро со црвен кромит, затоа што црвениот кромит исто има јод и тој. И јас инсистирам, ова наше поднебје е сиромашно со јод, да се конзумира, значи сол, кога се зима јодирана сол да се користи. Бразилските ореви имаат така, ако не грешам? Бразилските ореви имаат селен. Сега, апропо селенот, 100 грама, кажи го, сардина, задоволува 90% потреба за селен на дневно ниво. Да. Еве, толку е битна. Ајде сега да се фокусираме на ова. Што се има? Има фантастични протеини, сардината, покрај фантастични протеини, омега-3 кажавме, колку е тоа битно, нели? Има од минералите, нема што нема, интересна работа, затоа викаат комплетна храна. Од железо, од калциум, фосфор 2:1 врзани како што е потребно на нашата коска и директно се врзува, значи нема пречки во метаболизирање на тој калциум да го искористиме и тој фосфор да ги искористиме во нашето тело. Така да сега кај да ставам маслинка? Да ги искористиме сите, не? Инаку со Цеце, пред да започнеме со оброкот на денот, таа малку ме запозна, иако веќе
точно знам за која дама стана збор, доктор Анет Бос. Таа всушност велиш дека Анет го има Бос, протоколот. протокол сардина, Да го објасни зошто? протокол сардина. Многу луѓе патат од диабет 2, значи диабетис мелитус, и од инсулинска резистенција. И Јас тоа и од најмала преска ти возраст вече, спомнав. Многу дечиња, школски дечиња, што доаѓаат во диет Што не било клубот. случај претходно. Ни случајно, па јас 25 години го работам ово што го работам. Пред 25 години немаше деца со инсулинска резистенција. Сега, што да ти кажам, страшно, се должи на оној начин на исхрана, секојдневен, таа дома, таа во училиште, таа надвор кога се излегува и нормално таа процесуирана храна доаѓа до пореметување на работа од панкреас до, значи рековме сол само овде ќе ставиме. Од храна, да. Значи и инсулинската резистенција стана многу зачестена. Диабетот исто така, обесити, здебелување тесно поврзано со инсулинската резистенција страшно многу и кај дечиња за жал имаме и случаи во диет клубот, девојче 13 години, 224 кила, не 124, 224. Ни тргна убаво работава, 13 кила намали за еден месец. Се надевам дека ќе биде девојчето и нејзините родители стрпливи и дека ќе туркаме оваа приказна подолг период, како што со Марко, еве, за 2 години од 163 кила, стигнавме до некои 92-3 кила за 2 години и 1 месец. На Марко не му виси кожа, Марко нема никаков, било каков проблем здравствен веќе, си беше тој здраво дете, ама сакам да речам дека Уште еден успешен клиент. сето е поврзано со исхраната. Јас ја давам многу рибата, Марко не сакаше нешто риба многу да јаде, па одиме сега компромисно, туна сака, па туна нека биде сега, што да му речем. Да, иако ти нели сардината, јас тоа ми е секој пат синоним, Сардината, да. значи што значи? Ајде протоколот како изгледа. Ајде протоколот да на ставиме доктор Анет Бос, тоа би сакал да го Да, објасниме. еве Јас вака. Цеца ја прашам дали не е премногу да се Јас внесе ќе тој кажам дека протокол. сега ќе се ставам на тој протокол од утре или од понеделник, небитно важно. Знам дека често ги како пробуваш и да. овие, да речеме, форми на... Апсолутно. И Јас сега ако не го пробам на себе нешто не би тоа што го го препорачала, препорачувам, да. па јас 25 години го почувам денот до 12 час генерално на овоше, кога одам некаде во хотел вамута, тогаш го менувам тој протокол према потребите. И мојот ручек, солен ручек да речеме, некаде околу 1,5-2, тука некаде, па што и да е небитно, и некаде околу 6-7 сат од последното каснување нешто и тоа е тоа. Јадам се, кога постам, не јадам, значи се она што не е во рамки на постите и тоа е тоа. Фактички сум веган 7 месеци од прилико годината, толку се постите, среда, петок и сите пости. Јасно. Небитно, За протоколот сега да видиме. Протоколот е, ајде вака, сите што имаат, ќе се обратам сите што имаат инсулинска резистенција, деца ли се во прашање, возрастни, сите што имаат диабет двојка. Ако сакат да се олеснат на телото, да се почувства лесно, да го осетат стомакот дека им ја дупка, дека не е нон-стоп да се напнати, дека не се доиспразнети, дека нешто им недостига, барем 3 дена, не мора повеќе, барем 3 дена на дневно ниво, значи тука си го кршам мојот протокол, овоше почнување, но е премостување некој. Значи наутро да се почне денот со сардина, кај доктор Босе само сардина, нема зеленчук, нема ништо. Не, јас би рекла сардина со еве вака кромик, салата некоја. Добро. Па пак некаде потоа повторно одиме колку количина да биде, тоа е индивидуално. И 2 конзерви. Добро. Една конзерва. Значи, околу ручек време, ланч тајмо на 12, 1, 2, тука некаде повторно сардина и некаде пак тамо во меѓувреме никакви грицки, мицки, затоа што само тие ќе го нарушат, цел протокол ќе го нарушат. Нешто ептен, ако им бара душата, краставицата има тие така наречени негативни калории, грц некоја краставица да споделат, или повторно пак сардина отвори и јади. Тоа е протокол. 3 дена. За 3 дена истражувањата покажа дека, убаво и 5 дена да се издржи,
Значи, истражувањата покажаа дека резултати има во секое поле. Во однос на енергија, во однос на сонот, во однос на килограмите под намаление, тој што не треба да намалува, нема да намали ништо. Ама ќе добие многу на енергија, ќе добие на убав баланс хормонален во своето тело. Значи, инсулинот полека сигурно ќе се враќа во нормала. 2 пати во месецот ваков протокол да се направи. Сосем оке. Задоволително, така? Јасно. Или на 3 недели ваков еден протокол да се прави. Меѓутоа исклучува за сардина, не туна, значи сардина. Значи сардината е збориме, евентуално скушата може тука да влета затоа што колку што читав за нутритивните квалитети, што е разлика меѓу скуша и сардина, сатив тука некаде се, во однос на омега-3, во однос на протеините, во однос на минералите што ги содржат, тука се некаде богати риби. А сардината е број 1 зошто се храни само со планктон. Тоа е тоа, а планктонот е изворот на животот на земјината топка. Тука се тие микроалгите кои што се храна за ова мало суштество што се вика сардинче. И сега протоколот ова што го кажав е во ред, но тоа не значи дека јас треба да го правам протокол, нема да каснам сардина. Сега вообичаено би било фино барем 2 пати во неделата по една порција 100 грама сардина да се изеде, нека бидат и 200 грама. Јас да речам искрена, јас без 2 конзерви не можам. Мене една конзерва не ме најадува како оброк. Да бидеме начисто. Ама нема леп, нема ништо со сардината. Евентуално свежа салата, тоа е тоа. Значи, да си имаме во секојдневие пред се риба како риба, акцентот го оставам на малите риби, кажав зошто, затоа што немаат тешки метали и затоа што сардината е посебно пребогата со таа омега-3 која што е дефицитарна кај секој од нас. Јас направив истражување пред 3 години и јас кога се хранам вака како што се хранам, кај мене соодносот на омега-3 наместо да биде 1:3 беше 1:16 и нешто. Имав членка 1,100 и кусур беше во полза на воспалителната омега-6. Сега малку на луѓето ќе им делува малку нејасно. Просто кажано, почнете го денот со рибино масло, една супена лажица или суплемент омега-3. Дневно не мора. Секој трети ден, а возрастните како мене, и секој втори ден сардина да јадат, само ќе добијат бенефит. Без разлика дали има дијабет, нема дијабет, небитно. Во однос на здравјето, сардината е апсолутно комплетна храна. А и ефтина си е, така да секој може да си ја дозволи, не е тоа некоја траума по нашиот стандард. Само за крај би те прашал... Чекај само уште малце, јас на крај Црвен Питер Буков. Final touch. Сакав да те прашам, еве и зад камера, ама и вака и уште едно на крај, како за окружување на овој оброк на денот. Спомена, можеби за некои одредени луѓе со гихт и слично не е препорачена сардината, така? Значи вака, доктор Бојана Мандич тврди дека не е гихтот на база на одредени пурини кои што ги содржи, кажи го, рибата, туку дисфункција на црниот дроб. Па мали количини, значи, она на секој втор трет ден нема ништо да има било каков проблем со гихтот, нити со бубрезите, туку обратно. Затоа што бенефитот доаѓа највеќе од таа омега-3 која што е во форма на лесно абсорбирање во нашата клетка. И згора на тоа протеините што ги содржи се неверојатни. Значи има аминокиселини, скоро сите што треба да ги собереме преку храната тие 8-9. Така да слободно да користат и тие што имаат гихт, а не изговорот дека не им се допаѓа сардината, ме разбираш? Па сега ја имам гихт, па нешто ќе го искористат како алиби. Да, готово, значи правило број 1. Да ставиме малку, ова е сусамово масло. Сега сусанот има омега-6. Од друга страна. Доминантна. А еве имаме и ленено кој има омега-3. И така, добро, како богата трпеза. Како и да е, многу ми е драго што ова издание оброкот му дадовме акцент на овој есенски дел, овој деликатес сардините. Едва и чекам. Ќе следуваат сега многу епизоди, сигурно и тиквата ќе ја внесеш уште мал милион работи. Заборавивме да го ставиме лимончето, човече. Најважното мислам дека.
Без лимон, каде? Се надевам оди дека ќе не сардина. бидеш редовна и во оваа сезона ќе ни биде драго. Со задоволство да ти кажам. Да те бакнам уште еднаш. Ајде. Секако не заборавајте, одлични рецепти има на незиниот канал на Цвета Динева. Bis Cooking Bis Time. Cooking Time, така што и таму се пролекуваат слични рецепти кои што ќе ги проследиме со нашата Цеца и во оваа сезона. Тука го заокружуваме оброкот на денот.